68 годишна скопјанка почина како последица од повредите здобиени во тешката сообраќајна несреќа, кога туристички автобус полн со патници излета од патот Велес-Скопје. Во несреќата вкупно настрадаа 28 лица, од нив 17 се однесени во клиничкиот центар Мајка Тереза. Едно од повредените е дете, на кое на детска хирургија му била направена хируршка интервенција и спасена раката, рече министерот за здравство Таравари, кој денеска ги посети повредените. Девојче едно е посериозно повредено со лева рака 9 годишно, која што е овде во Карил. Таа за среќа нашите доктори успеале комплетно, иако раката била скоро комплетно ампутирана, успеале комплетно да ја вратат раката. Сега долниот дел на раката практично има пулсации, има температура. Несреќата се случила вчера околу 19 часот. Со возилото управувал 48 годишен скопјанец, кој е хоспитализиран во клиничкиот центар. Цела ноќ лекарите на Универзитетската клиника Мајка Тереза згрижувале повредени. Нашата установа е спремна за вакви ситуации на mass casualties, односно на така поголеми повреди. Ние сме терцијарна установа, тука секогаш сме спремни за такви големи организации. Секоја година скоро ни се случуваат вакви масовни повреди и самата бројка укажува дека ние освен бројчано и во однос на тежината на повредата, ние ги згрижуваме најтешките пациенти. Освен на клиничкиот центар, хоспитализирани повредени има и во Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. 6 лица и сите тие се надвор од животна опасност. Во градската болница 8 септември примена само еден пациент со сериозни повреди, но е во стабилна состојба и надвор од животна опасност. Во општата болница Велес се примени 4 пациенти и сите се надвор од животна опасност. Туристичкиот автобус бил од туристичката агенција Савана, а настраданите се враќале од одмор од Грција. Од МВР се уште не ги откриваат причините за несреќата. Велат дека се работи на случајот и дека се испитува исправноста на автобусот.